Почитуван председателе, почитувани присутни, се сеќавам, оваа влада своевремено се нарекуваше реформска влада, па потоа европска влада, но како минуваа годините и како ги гледаме предложените и планираните и проектирани буџети, ќе кажам дека се расипничка влада, а трошејќи ги народните пари расипнички се криминална влада. Затоа што со ова што го проектирате и планирате и со сето она кое што претходно го гледавме како резултат на вашата неспособност и неработење, вие дефинитивно се коцкате со иднината на нашите деца. Затоа што планираниот и реализираниот јавен долг од над 60% е ништо друго освен коцкање со идните генерации. Но при тоа не создадовте вредност, не генериравте вредност во економијата, ниту пак планирате да генерирате вредност со која што ќе го враќате овој јавен долг. Често пати во јавноста се правдате и се компарирате со другите поразвиени држави, каде што јавниот долг и таму се зголемува. Да, се зголемува, но таму јавниот долг има од што да се врати. Затоа што во тие држави има зголемени инвестиции, има зголемени капитални инвестиции, отварање на нови работни места, а сето тоа генерира вредност која што во наредниот период ќе биде вратена. Но за разлика од тие држави, кај нас имаме еден современ геноцид на еден народ кој што е владеан, кој што го владее една ненародна власт. Па така, во само една година имаме нови 50.000 невработени. Во една година кога има од страна на владата презентирано 4 пакет мерки за поддршка на стопанството, за поддршка на работните места, за задржување и зачувување на работните места, имаме 50.000 невработени. Во една година кога се соочуваме со оваа здравствена криза, имаме рекорден број на заболени и починати наши сограѓани, а во исто време немаме ниту денар инвестиции во овој сектор, односно во здравството. Сега овде прашувам, каде е тој вашиот супермен кој што го стававте на стикери, кој што излегуваше со натажено лице и кој што глумеше загрижено лице? Каде е сега тој супермен да ги соопштува овие бројки и да презентира колку нови инвестиции планирате со овој буџет да инвестирате во овој сектор кој што е најмногу значаен во наредниот период? Затоа што и во овој буџет не планирате средства за клиничкиот центар во Скопје. И во овој буџет не планирате да ја завршите клиничката болница во Штип. Единствено нешто што планирате е да поставите шатори и со тие шатори да презентирате пред македонската јавност дека се борите со пандемијата. Не, вие не сте способни да се борите со пандемијата и затоа час поскоро граѓаните на непосредни избори ќе ви испорачаат казна. Но не само во здравството и во економијата, и во сите други сектори, во сите сегменти на општественото живење бележиме порази. Бележиме порази и во образованието, каде што десетици илјади дечиња се одсечени од образовниот процес. Бележиме порази во образованието, каде што уништивте генерации кои што ќе излезат несоодветни на пазарот на труд. Велите инвестирате во правниот систем и го реформирате правниот систем. Па вашиот правен систем е неправда. Вашата политика во културата е некултура. Вашиот однос во земјоделието и кон земјоделците секојдневно го гледаме на улица, но го гледаме и на плантажите, каде што секојдневно бележиме нови плантажи со марихуана, каде што треба да го развивате фамилиарниот бизнис и да ја финансирате вашата политичка партија. Сето ова кое што граѓаните го гледаат, а ние денес можеме да го видиме преку тоа што вие го планирате за наредната година, е пораст и неспособност.
И тоа што сте го планирале, одговорно ќе кажам дека не сте способни да го реализирате. Затоа што планирате одреден процент на буџетски дефицит, одреден процент на расходи, но со секој изминат квартал сами себе се негирате. А тоа потврлување го плаќаат граѓаните. Таа неспособност, повторно ќе кажам, ја плаќаат граѓаните. Затоа што имаме историски највисоко ниво на јавен долг. Имаме историски најголем буџет, односно највисоко ниво на расходи. Но во исто време имаме историско најнизок процент на капитални инвестиции кои што се движат 5% од бруто домашниот производ. И замислете каква е таа развојна компонента во која што само 5% од бруто домашниот производ е наменет за капитални инвестиции. Но кога ќе погледнете реториката на нив, кога ќе ги слушните гласноговорниците на власта, зборуваат за патишта, зборуваат за капитални проекти, па некогаш самите себе не се контролираат и координираат. Па еднаш ќе дадат изјава дека сме имале 800 километри автопатишта и патишта кои што се граделе. Па друг пат ќе кажат 500, па 600. Ве прашувам колку патни правци градите во овој момент? Дали има човек кој што ќе ви каже точната бројка? А точната бројка е дека не градите ништо. Каде ви се патните правци со кои што ги замајувавте македонската јавност 4 години? И во овој буџет немате планирано ништо од тоа. Каде ви е автопатот со кој што се сликавте 2 километри автопат Скопје-Блаце? Каде ви се коридорите 8 и 10? Дали сте свесни дека ништо таму не се случува? До каде сте со автопатот Кичево-Охрид? 60% автопат ви оставивме да го довршивте, ништо од тоа не направивте. Се правдавте со клучките, се правдавте со трасите, па подосна излегувавте, кажувавте дека трасата не е утната, па сега повторно се навраќате на истата реторика дека трасата е утната. Одлучите се еднаш што став ќе заземете и што во јавност ќе презентирате. Не случајно граѓаните ве нарекуваат дека лажете и манипулирате. Сите овие работи кои што ви ги набројав, а граѓаните ги гледат, е доказ за сето тоа. Изборувате дека во некое минато време, напаѓате дека имало трошење, непродуктивно трошење во некое минато време. Зборувате за 11 години. Па тие луѓе кои што најмногу ги критикувате и сега и тогаш, ви седнаа во скут. Сега ви се најблиски соработници. Сега кого критикувате? Вашите најблиски соработници ги сега критикувате. Па дали се слушате вие што зборувате? За кои 11 години, за кое критикување? За тие луѓе сега што се со вас партнери, за тие зборувате. Јавноста сака да види вие што ќе направите во наредниот период. Вие што сте испланирале и вие што сте одлучиле. Нема ништо освен манипулации и лажење. Затоа имаме такви порази на дневна основа, затоа имаме нарушен кредитен рейтинг на државата, затоа имаме наместо амбулантни возила во здравството набавка на возила на министрите и на првиот и вториот ешелон од владата, нови службени возила за кои што планирате издатоци. Затоа имаме наместо вработување во здравствениот систем, вработување по партиски клуч во сите други институции во администрацијата. Ја зголемувате стапката за нови вработувања во време на ваква криза, кога за само една година имаме 50.000 нови невработени. Тоа е она кое што граѓаните го гледат и тоа е она кое што граѓаните ќе го казнат. Ви благодарам.